Стигнавме до патот кај што се тргнува на кај манастирот Свети Јован Хозевит. Напорна, подвижничка патека. Ја се надевам дека ќе имаме сили сите доволно да успееме. Некои што не можат ќе одат со магаре. Ние да сме живи и здрави. Господ да ни дава сила. 20 минути рекоа дека се пишачи. Така малце да добиете представа како изгледа патеката. Свети Јован Хозевит моли се за нас, дај ни сили да издржиме. Ајде фатиме малце и у долницата, и у горницата, подвижниците наши. Него има гарето горе, чека некој со него да патува. Ајде Господ се нас. Браво, браво! Браво, бе, сестра! Браво! Само за тебе, душо, да ти отвори рај. Еве го манастирот на Свети Јован Јаков Хозевит. Преубава гледка, Боже! Чудесен си во своите дела. Драган, драги наш мил, ова убавина не се пропушта. Леле, ја мислев дека е па подолга патеката. Добре. Ова не е толку страшно. Ајде. Значи ова е пештерата на Свети Илија, пророкот Илија. Тој тука се подвизува пред да биде вознесен со тело. Благословение Свети Илија. Значи тука него го хранел Гаврен за да преживе. Што го прашав, како живееше во зима Свети Илија, ајде, за храната птицата, Бог ја благослови. Тука и дрвото горе ми рече. На излезо оставил плоча, која е копал 3-4 дена. Тад, шом на сонце стои 3-4 дена, затоа не е хладно. Да ме гледаш. Имаше и огниште, као красаки, пидане тука. Ово не, 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 не,